Нови министри ќе раководат со министерствата за земјоделство, здравство, локална самоуправа, култура и туризам, правда, односи меѓу заедниците, како и со ресорот социјална политика, демографија и млади и министер без ресор задолжен за инклузија на ромите. Премиерот Христијан Мицкоски ги соопшти имињата на дел од новите министри. За социјална политика, демографија и млади е назначен Ѓоко Велковски. За здравство Сашо Клековски, за останатите ресори ќе бидат предложени кандидатите од коалицијските партнери. Нов министер во ресорот социјална политика, демографија и млади ќе биде досегашниот заменик министер, а тоа е Ѓоко Велковски. Понатаму ВМРО ДПМН ќе продолжи да го води ресорот здравство и таму нов министер ќе биде Сашо Клековски, досегашен директор на Фондот за здравствено осигурување. На негово место доаѓа досегашниот министер за локална самоуправа Златко Перински, а за нов министер за локална самоуправа ќе биде господинот Иван Стоилковиќ. Министер без ресор, задолжен за интеграција и имплементација на стратегијата за инклузија на ромите, ќе биде Ерџан Демир, дипломиран економист, кој досега е председател на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН во општина Шуто Оризар. Од политичката партија Вреди, Влен, нови министри ќе бидат номинирани во Министерството за правда, култура и туризам и Министерството за односи меѓу заедниците, додека пак политичката партија Знам ќе номинира свој кандидат во Министерството за земјоделие, водостопанство и шумарство. Премиерот Мицкоски порача дека смените во владата и во партијата имаат за цел да внесат нова енергија и да го подобрат квалитетот на работата. Тој додаде дека новиот импулс треба да придонесе за уште поголема посветеност и резултати во работењето. Сите овие смени и во рамките на партијата, и во рамките на владата имаат за цел да внесат нова енергија, да додадат вредност во квалитетот на работење и на владата, и на партијата. Новата енергија е нов импулс за уште повеќе работа. Новата енергија е ново забрзување на реформите, забрзување на економијата, забрзување на капиталните инвестиции и забрзување на промените што граѓаните ги очекуваат и заслужуваат. Па до петок би требало списокот да биде таму. Прво ќе одиме со измена на 8 министерства, а потоа уште едно, а тоа е министерот кој што ќе дојде на предлог на ТДП, Турската демократска партија, која што влегува директно во коалиција со ВМРО ДПМН, а не како надворешен коалиционен партнер во рамките на владата. Со овие промени се заокружува дел од владината реконструкција. Дел од досегашните министри заминуваат од функциите, а на нивно место доаѓаат нови имиња во неколку клучни ресори.